Вештачката интелигенција е неминовен општествен процес, кој што од една страна ќе затвори, но може исто така двојно повеќе и да отвори работни места, доколку навреме се прилагодиме според потребите на пазарот на труд, а со него го прилагодиме и нашето образование и кадарот кој што излегува од таму. Така, например, проекциите за 2025 година е дека на светско ниво ќе бидат затворени некаде околу 55 милиони работни места, додека нови 130 милиони работни места ќе бидат креирани благодарение на новите технологии со примена на вештачката интелигенција, така да нето ефектот на влијанието на оваа технологија би бил позитивен. Истовремено, новите технологии имаат негативно влијание со тоа што се згаснуваат работни места со пониска продуктивност, пониско ниво на вештини, но од друга страна се креираат нови работни места кои што се со многу поголема продуктивност и повисоко ниво на вештини. Според експертите кои што присуствуваа на конференцијата за вештачка интелигенција во Прилеп, единствено од вештачката интелигенција се плашат луѓето кои што не сакаат воопшто да се надоградуваат себе си, нешто што неминовно мора да се случи доколку во иднина сакаме да ги задржиме своите работни места. Па да одиме во образовниот процес, промена на профилите на кадрите, промена на образовниот систем, значи нови кадри ни требаат, може оние кои ќе поддржуваат вештачката интелигенција, па реквалификација. Значи треба активно ова е современо општество и голема динамика има. Ние не можеме да почнеме да речеме со нашиот работен век и 40 години да ја преместуваме фигурата од едно на друго место. Сите на Балканот се плашевме од ЕУ, а сега сите трчаме кон таму. Сите се плашевме од промените кои што настанаа во фирмите кои што постоеа во поранешна Југославија, а сега ние викаме странски експерти да ни помогнат околу тоа. Значи стравот е кај медиокритетите и луѓето кои што не сакаат да работат на себе. Вештачката интелигенција е реалност која што се повеќе е присутна насекаде околу нас. Колку побрзо како држава се прилагодиме на неа, толку повеќе работни места ќе зачуваме, а со тоа и развојот на нашата економија.